Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија. Го слушате политичкиот магазин Кворум, кој се емитува секој понеделник на брановите на радиото во Боја. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на емисијата. Во наредниот период низ целата држава ќе бидат организирани бројни локални референдуми од страна на невладини организации кои официјално се партнери на Соросовата фондација Отворено општество Македонија. Сорос започнува реализација на сценарио со кое практично објавува војна на странските компании кои пројавиле или ќе пројават интерес за инвестирање во државата, велат од организацијата Стоп операција Сорос. Ваквите предупредувања доаѓаат по референдумот што се одржа во Гевгелија. Мој денешен гостин е Цветин Чилиманов од иницијативата Стоп операција Сорос. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата. Цветин, како дојдовте до вакви информации? Ова е една работа која што полујавно се води од страна на организациите на Сорос, се разбери и дополнителни информации за нивните планови. Мислам, не е нека голема тајна до сега. Ние порано зборувавме дека преку Фондацијата Отворено општество Македонија со пари од USAID, од странски влади и со пари од Сорос лично се финансира мрежа на локални невладени организации. Се тие номинално имаат некоја цел, дали се за заштита на животната средина, дали не знам за промоција на културата на некој регион и така натаму, но тоа што има заедничко е дека действуваат како локални штабови практично на партијата СДСМ и гледаат како можат најдобро да ги координираат своите активности, да покренат народ, да изманипулираат луѓе, да се приклучат на кампањите на СДСМ. Сега, ова не значи дека некој од работите кои што ќе ги отвараат, се планираат да ги отвараат, се празни од содржина, дека не се реални теми за кои што граѓаните во одредени градови се заинтересирани, се ангажираат. И јас, например, би бил пресреќен кога ние би имала искрен, партиски неоптоварен, автономен, невладен сектор, граѓански сектор, кој што навистина би работел за интересите на граѓаните. Секој би сакал да види искрена дискусија и дебата меѓу невладени организации, меѓу граѓански здруженија, надвор од партиите, надвор од собранието, значи да може и од доле нагоре да оди политичкиот активизам. Но факт е дека овие организации не се ниту независни, не се ниту непартиски, не се ниту автономни, тие се финансирани, платени од надвор, имаат своја политичка програма и агенда. Тоа сме го видела 100 пати до сега. И јасно е, например, дека некои, дури имаме, нели, се случува кога во некои ситуации тераат кампањи кога, да речеме, ќе се затвори некој индустријски капацитет, кога сметаат дека тоа може да се прилепи на сметка на десницата на владата, например, околу рудниците во Крива Паланка, во Пробишти, кога нели изнесуваа податоци дека тоа е економски колапс, крах на регионот и така натаму, а потоа ако ги имаме друг проект во кој што пак сега е развоен, во кој што се отвара простор за вработување нови луѓе, тука се тоа било еколошка катастрофа. Се работи за рудники во едниот случај и во другиот случај. Ги гледавме како жестоко невладени организации од Титовскиот крај го политизираа прашањето на Југохром, водеа кампања да се затвори тополницата во Југохром. Јасна е целта, нели, таму генерално се вработени етнички македонци, генерално, нели, функционира дел во кој што мнозински е македонски, додека невладините организации кои што ги тера овие кампањи, главно има етнички албанци во своите редови. Значи јасно е дека гледаат вакви емотивни работи кои што сите нас не болат и не погодуваат. Не знам, јас живеам во аеродром. Знаеш, во зима како е загадено. Од горење, гуми, дрва, што се не мислам. Сите ние имаме оправдани причини да се жалиме за нешто. Но во случајот, значи, најавено е дека тоа ќе биде организирана политичка кампања која што најмалку ќе ги има интересите на граѓаните во вид, туку само се бара простор како може локално да се злоупотреби некоја тема. Дури ја ми најави, нели, имаш информации дека во еден случај со загадување на Охридското езеро, дека и самите истуриле нафта во езерото, па ја фотографирале, па ја објавиле на интернет, на Твитер, на Фейсбук, за да направат од таа кампања дека Охрид се уништу. Че дури и такви работи може да очекуваме. Така да ние немаме независен, непартиски, граѓански сектор, ние имаме филијала на една партија која што
милион пати досега ни покажа дека работи со подметнување, манипулации и измами. И тоа го очекувам и во наредниот период. Со особено внимание се проследи веста која пристигна од Judicial Watch дека го тужат американскиот State Department и USAID за тоа како се трошат парите од USAID, односно како се трошат парите од државните даночни обврзници. Не само во Македонија. Оваа вест со внимание се проследи во Соединетите Американски држави. Fox News објави за оваа вест. Judicial Watch е прилично моќна организација. Кои се вашите очекувања како иницијатива со оглед на тоа што нели целава оваа работа вие ја покренавте и некако почнаа да се придвижуваат работите? Кои се сега твоите очекувања? Што очекуваш после оваа тужба? Дали некој раздвижување на работите по мрднување? Значи, со години наназад сме имале можност да разговараме со конзервативни политичари и новинари од САД, кои што е потворено ни викале дека ова што се прави во Македонија, ова финансирање на крајно левичарски невладини организации со државни пари од САД е апсолутно неприфатливо и недозволиво. Проблемот беше што не можевме ништо да направиме, бидејќи на власт беше лево ориентирана влада. Дури имавме контраефект, што повеќе објавуваш и ги критикуваш, толку повеќе пари добиваат. Имавме некои ситуации. Сега со изборот на Трамп сето тоа се смени. За жал транзицијата оди бавна. Значи се уште едни очекувања беа дека до летото, други дека до октомври State Department ќе биде ставен во функција на новата администрација да имплементира крајно различно најавената надворешна политика на новиот претседател. За жал до ден денешен се уште не е предложен ниту еден кандидат за висока функција во State Department. Практично има државен секретар, па 3 празни места, па се ликови како, не знам, хојти, регионалните представници, деск офицерите за одделни држави и на крај амбасадорите. Во можеби Трамп донел одлука дека премногу е забегана работа во State Department, премногу функции се пополнети со лојалисти на левите партии. Трамп нема свое партиско крило, дури ни ке републиканците, на кое што може потполно да се подпре. Голем број републикански кандидати за високи функции во State Department Трамп ги одби, бидејќи беа критични кон него во текот на изборната кампања. Може би донел одлука дека му е подобро да води надворешната политика директно од Белата куќа со тимот околу него Советот за национална безбедност, додека State Department да го остави да игнориран, трнат на страна. И сега ние имавме на ситуација во која не знам, во Македонија се испраќа пораки полуанонимно преку Гласот на Америка, преку проверени новинари, лојални на амбасадорот Бели во Македонија, кој што слушаат се што ќе им се кажа дека не знам ќе има некакви санкции за македонски политичари ако не пристане блокадата во собранието. Видовме дека тој портпарол што даде таа изјава по 2 дена беше сменет. Видовме дека тоа што му уставна дејност на портпаролот Марк Тонер дневно, секој работен ден да држи пресконференција, изминатите 30 дена имаше одржано 2 или 3 пресконференции. Значи буквално јасно е покажано дека State Department е отсечен од Белата куќа, нема инструкции и не зборува во име на претседателот Трамп. Сега имаме нова портпаролка која што доаѓа токму од телевизијата Fox, како што кажавме, која што беше доста критична и доста известуваше за злоупотребите во времето на претседателот Обама за финансирањето на проекти на Сорос. Во почеток не верувам дека ни таа ќе може да зборува многу во име на претседателот, бидејќи се уште не се пополнети клучните функции во State Department, но кога тогаш тоа ќе се случи? Во моментов, значи нема State Department јасно дека не зборува директно во име на претседателот. Ние сме посебено горди што групи како Judicial Watch поднесоа тужби да се преиспита работата на State Department. И да се добијат тие информации кои ги побара. Да, тоа ќе бидат мейловите кои што амбасадорот Бели и негови вработени ги испраќале до вработени во фондацијата Сорос. Доколку тие мейлови покажат дека имало координација при доделувањето на разни грантови, додека тие луѓе биле информирани однапред да аплицираат за одреден проект, дека се распределувале проектите и така натаму, тоа ќе биде многу интересно. Знаете, не можеме да претпоставиме дека биле доволно паметни да комуницираат притаено и скришно. Гледаме дека и Хилари Клинтон комуницирала отворено по мејл, па ја фатија на крај. Јасно е дека во амбасадата тука и во Соросовата фондација очекува дека Клинтон ќе победи, дека најмалку уште 4, можеби 8 години не казнато ќе прават ршум, ќе прават што сакаат, така да претпоставам дека тужбата не е
Тужбата дефинитивно не е случајно испратена да се соберат мејловите преписките на амбасадорот Бејли и неговите подчинети. Имаме и сенатори кои што ја поддржуваат овој повик и бараат од претседателот Трамп што поскоро да престанат проектите и во други земји кои што следени по нашиот пример кренаа глава. Албанија се јави, Полска се јавува денеска, Унгарија, Кенија, Колумбија, голем број јужноамерикански и африкански држави на сличен начин имало злоупотреби. Така да ова е сега еден поширок отворен фронт да се видоизмени американската надворешна политика што поскоро, да не се дозволи старите кадри на Обама, на Клинтон, на Кери да диктираат политиката. Не смееме да заборавиме дека во Македонија војната во 2001 изби токму во еден таков меѓупериод, кога не се знаеше кој е на власт во САД. Затоа овој пат очигледни се напорите што поскоро да се заврши процесот на формирање влада. Се гледа дека и на Бејли, на неговите помошници во амбасадава тука им гори под нозе, сакаат што поскоро влада на СДСМ и на тиранската платформа, но знаејќи дека состојбата дома им се менува од ден во ден и дека поддршката за вакви проекти тоне и се намалува. Цветин, тука правиме една кратка пауза. За реклами се враќаме во студиото за кратко со разговорот. Почитувани слушатели, останете тука. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија. Повторно назад во Кворум на Радио Слободна Македонија. Цветин, ги споменати оние прозивки од сенатори. Тука е сенаторот или кој постојано нели упатува пораки до амбасадорот Джейс Бејли. Вели американската амбасада, тврди тој, во Македонија ја злоупотребила својата положба. И Херитич се јави со свој коментар и предупредува, вели Бејли не смееше да се меша во формирањето на владеачката коалиција во Македонија. Колку овие пораки би можеле да стигнат највисоко, односно во Белата куќа, и еве со оглед на тоа што ти не очекуваш толку брзо, но очекуваш работите да се менуваат, може ли ваквите работи еве да ги забрзаат процесите? Македонската десна конзервативна влада ВМРО има добра репутација во Вашингтон кај конзервативните партии и движења, како партија која што кратала даноци, воведувала социјални конзервативни реформи, ја дерегулирала економијата. Тоа се сите тие работи кои што гледаме сега дека претседателот Трамп се обидува да ги спроведе кај него дома. Значи имаме многу блиску мислечки луѓе во Вашингтон и во Скопје во моментов. И јас сметам дека доколку успееме оваа криза брзо да ја завршиме со избори или нели на било кој начин кој што ќе биде во согласно со волјата на граѓаните, доаѓаме во период од 4 до 8 години на синергија меѓу десните движења во САД и во Европа, по Македонија исто така, во кој што можеме многу работи да постигнеме. Тоа предизвикува паника во редовите на левицата кои што гледаат дека губат избори и во Европа, и во САД, и во Македонија упорно губат. И затоа се обидуваат на ваков начин со манипулации, со етнички прекројувања, пребројувања да направат смут, да како што во 2001 направија, да го сосечат тој момент токму кога требаше владата на ВМРО ДПМН да почне да гради контакти со политички истомисленици во Вашингтон, со администрацијата на Буш. Во Македонија започна прислушкување, терористички групи, пукање и војна. Така да нешто слично гледаме дека има обид да се направи и сега. Македонија, како што кажав, има голем углед. Фондацијата Херитич традиционално е основа на републиканските влади во Вашингтон, така да луѓето кои што работат во Херитич на буџетски прашања, надворешно политички прашања, регулаторни прашања, се основата на владата која што формира секој републикански претседател. Во Сенатот, во Конгресот, како што кажав, веќе имаме солидна поддршка. Медиуми како што се Fox News и Брайтбарт, кој што е близок до претседателот Трамп, изрази исто така отворена поддршка. И тоа што почна како мал проект, еве гледаме дури дека десните организации како Heritage во САД, кои што немаат традиција на глобално делување, на работење со странски држави, водени од примерот на Македонија, гледајќи колку се масовни очигледни злоупотребите со работката со Сорос во Македонија, веднаш им се приклучуваат и други држави со кои што воспоставуваат контакти, буквално минеми се јавуваат луѓе од други држави, бараат контакт од одредени новинари или конгресмени, за да можат и тие на сличен начин да ги отворат истите прашања. Така да
сведоци сме на почеток на едно глобално движење на конзервативни опции кои што е одговор на злоупотребите од минатите 8 години. Јас сум амбасадор од Бели, сум зборувал со негови помошници. Јасно има дека се огрешила во случајов, дека парите кои што ги давале за чисто политички, партиски цели во Македонија се отворена директна злоупотреба на нивната функција. Сваќаат дека времето им истече, гледаат дека предлогот на буџетот на преседателот Трамп предвидува тотално кинување на парите за ваков вид на помош, за политички поврзана помош. Значи дека фондовите ќе пресушат, политичката подршка ќе ја снема за ваков вид на злоупотреби, па гледаме крајот на криштата дека и начинот на кој што албанските партии се поставуваат веќе подолго време и сакаат, и не сакаат, и ваму си, и таму си, и тоа покажува дека и тие разбираат дека состојбите во Вашингтон се менуваат и дека еве не знам и посетата на Хоити во Македонија дека може да биде последен обид, крајен обид на оваа стара структура да ги промени работите, но може да биде и почеток на крајот за нив. За стоп операција Сорос пишува многу странски медиуми, ги следаа вашите активности во Македонија, бевте формирани како иницијатива, ти Ненад Мирчевски, уредник на Република и Никола Србов, историчар. Го постигнува ли иницијативата Стоп операција Сорос она што го зацрта како цел на почетокот? Дефинитивно гледаме дека се повеќе држави се преклучуваат на оваа иницијатива, гледаме дека има промена во однесувањето на како во Вашингтон, така и на, гледаме крајот на криштата, дека Бели се помалку и помалку го гледаме. Така да јасно е дека тој систем на отворено американско мишење во македонските внатрешни работи, подршка на левичарските партии, ние вперивме силно светло на овој процес со помош на многу наши пријатели, како во Македонија, така и надвор, и мислам дека одреден ефект е постигнат. Се разбира, потребно ни е тој да биде крунисан со целосно јасна промена на курсот на американската надворешна политика кон Македонија. Гледаме дека постигнуваме ефекти од начинот на кој што не напаѓаат. Ние имавме новинари кои што порано работела во Сорос, луѓе кои што не знам, некој Горан Булдиовски што сега работи во Сорос, објавува текстови во Политико, во Foreign Policy, дури во New York Times постигна, објавија колумна, уреднички коментар во кој што поедна новинува дека сме поврзани со Русија, во друго дека мразиме евреи, во трето дека сме поврзани со Трамп. Се случува еден ден да новинат дека сме за проруска организација, утре дента да новина дека сме проамериканска организација, ма премногу блиски со Трамп. Значи, веќе на крајот на криштата не знам каде да се обратам да ми објаснат, окей, договорете се кој сме и чии сме, кога веќе не напаѓате, па држате се до една унифицирана приказна. Тие текстови, тие напади беа порачани од фондацијата Сорос, имаше луѓе од централата на Сорос кои што дојдоа во Скопје да се распрашуваат за нас, одбија, не сака директна средба, но доколу се распрашуваат да координираат медиумски напад како врз нас, дури и врз конгресмените во Вашингтон, ако ви се верува, ги напаѓа дека се проруски ориентирани, дури сенаторот Ли огорчено реагираше на ова, значи напаѓајќи ги кои сте вие мене да ме прогласувате за проруски ангажиран активист, кога токму со вашите постапки во Македонија, со постапките на амбасадорот Бели, со систематското работење да се оттуѓи најголемата партија во Македонија, најголемиот дел од етничките македонци, да се оттуѓат од американската администрација, од американската амбасада, да престанат да гледаат во амбасадорот Бели како на еден непристрасен пријател на оваа држава, туку во него да видат апсолутно човек кој што работи СДСМ да биде избран, да дојде на власт, практично да гледаат политички противник во него, со тоа се отвори простор за руско влијание во Македонија. И тоа е пораката која што нашите пријатели во Вашингтон ја шират, дека токму овие безобразни обиди да се урне легално, легитимно, популарно избраната реформска конзервативна влада на ВМРО отворија простор за руско влијание. И дека со овој преокрет кој што се чувствува во американската надворешна политика, ова свртување на надворешната политика, оваа аномалија ќе се затвори, ќе престане и македонците повторно ќе можат во САД да гледаат фер партнер, пријател на оваа држава, кој што не се мешува во внатрешните политички
работи и ќе можеме да почнеме да ја поправаме штетата која што Бејли ја предизвика во оваа држава со неговото промовирање на левичарски политики и поддршка на левичарските партии. Тука правиме уште една кратка пауза за реклами и продолжуваме со разговорот, почитувани. Ве поканувам да останете тука. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Назад во Кворум, завршни минути, Цветин Хојти доаѓа во Македонија денеска. Заменик помошникот државниот секретар на Американскиот Стейт Департмент. Информацијата пристигна уште минатата недела, соопштија од Американската амбасада од Скопје. Кои се твоите очекувања, што носи Хојти? Па не може нешто посебно да донесе во Македонија. Како што веќе кажав, Американскиот Стейт Департмент моментално е без николку нивоа на политички именувани функционери кои што ќе ги носат одлуките. Така да не може да зборува во името на председателот Трамп, кога јасно е дека прикинете синџирот на команда од Белата куќа до државниот секретар, преку повеќе заменици, преку главниот за помошник државен секретар за Европа и Евразија, до Хојти, значи може да се обиде да зборува на памет, може да се обиде да блефира, како што повеќе пати до сега се случуваше преку портпаролот Марк Тонер, кој што даваше изјави во поддршка на СДСМ за на крај да биде сменет. Марк Тонер се обрука како никој до сега, кога даде изјава во која што го осуди референдумот во Турција, за неколку часа подоцна председателот Трамп да дигне телефон и да му честита на Ердоган. Значи, такви катастрофи се случуваат во Стейт Департментот, што јас лично очекувам дека Ји ќе биде малку поразбран, поразумен, дека нема да се обиде да блефира или да се приправа дека носи порака во име на новата администрација, кога е јасно дека нема таков капацитет тоа да го направи. Од друга страна, причката е поставена многу високо со изјавата на Могерини, која што директно побара од председателот Иванов да му даде мандат на Заев, и причката е високо поставена таа полуанонимна изјава дадена од Тонар, дека доколку не се одблокира работата во собранието, ВМРО ќе се соочи со индивидуални санкции. Секаква изјава под ова... Да, и гледам дека одредени портали таа информација постојано ја протуркуваат и ја ставаат во топ 5 информации дека функционери од Македонија ќе се соочат со санкции. Да, амбасадорот Бели, кој што се живо и диво става на Твитер, таа изјава не ја стави на Твитер, бидејќи јасно му е дека не може да ја подкрепи во целост. Така да, било каква изјава која што е под тоа што го кажа Могерини, значи доколку не побара давање мандат на Заев, а од Могерини до сега имавме ситуација во која што Доналд Туск дојде во Македонија и не побара да му се даде мандат на Заев. Значи, прилично умерен Туск беше во изјавите. Токму тоа е, значи пречката е многу високо поставена од Могерини, а сите на тамошни изјави се под тоа. Така да тоа јасно покажува дека СДСМ нема тоа ниво на надворешна политичка поддршка која што се обидува да го представи дека го има тука. И секоја изјава која што е под таа анонимно пласирана на брзинка вест дека ВМРО ќе се соочи со некакви индивидуални санкции, доколку Ји не ги потврди овие две точки, тоа ќе биде тежок дипломатски пораз на СДСМ и на нивните обиди да протуркаат тиранска влада и тиранска платформа во собранието. Обид за блефирање од друга страна во Македонија, очекувам, обид да се каже дека се носи порака од Трамп, силна порака од Трамп, кога на сите не јасно дека Ји нема таков капацитет, исто така кратко ќе треба. Така да не гледам дека СДСМ може нешто посебно да добие од оваа ситуација. Напротив, мислам дека може да биде ова почеток на крајот, почеток на одредено вразумување првин кај албанските партии, потоа кај СДСМ, дека народната волја е јасно изразена, а надворешна поддршка за одење против народната волја во Македонија не може да доби. Уште само неколку минути до крајот, премногу долго и премногу длабоко сме навлезени во оваа политичка криза. Ќе заврши ли, кои се твоите очекувања? Не знам, знаете, ако гледаме дека ова е глобален политички феномен на краткотрајни влади, на брзо организирани протести, гледаме дека во соседството околу нас, не знам, влади кратко траат, предвремени избори стануваат правило, дури во Британија, која што има пракса на редовни избори, па
почна да свикуваат предвремени избори, а не пак на Балканот. Не сум оптимист дека кризата ќе заврши брзо. Гледаме дека напротив македонскиот модел се шири во Црна Гора, Косово, Албанија, Србија, Бугарија и така натаму. Идентична слика. Но од друга страна оптимист сум, гледам дека левата опција губи масовно, пред се во државите кои што се клучни како САД и како Британија, и дека како што кажав, на прагот сме на еден подолг период во кој што можеме да очекуваме доминација на конзервативните, на десните опции, водени од САД, но во соработка и со европските држави, па зошто да не после некое време и од реформирана малку поинаку мислечка Русија. Така да мислам дека генерално одиме во добра насока, но на краток рок дека можеме да очекуваме краткотрајни влади, протести, демонстрации, секој има снимки за секого, секој нешто. И ништо ново тоа нема да биде веќе видено. Така натаму. Ти благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас. Почитувани слушатели, вас тука ќе ви се заблагодарам за вниманието со кое не следевте. Се слушаме повторно за 7 дена на Радио Слободна Македонија. Денеска е 1 мај 2017 година. Политичкиот магазин Кворум е во продукција на Трговско радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител, техничка реализација Далибор Зафировски и Дине Вучков. Пријатно до слушање. Кворум со Бојана Димитриевска. Понеделник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија.